Popova Šapka, позната од давнешни времења, за разлика од другите скијачки центри, има најмалку проблеми со снегот. Овде, тој не само што се задржува во текот на зимските месеци, туку има години кога Попова Шапка се белее и до средината на мај. Сето ова овозможува и сезоната во неа да биде најдолга. Зимава, како впрочем и многуте минати зими, сместувачките капацитети се преполни, а седешницата и трите ски лифтови непрекинато работаат и ги искачуваат гостите до прекрасните патеки Орлова и Езерино, ширум познати и во светот. Да погледнеме што забележавме во овој зимски центар, во кој организирано работаат неколку училишта за скијање, а каде што деновиве засилено се подготвуваат за зимското сеармиско првенство и најдобрите скијачи од Скопската армиска област. Зимава, драги гледачи, а во тоа можете да се уверите и самите од овој наш телеспорт, беше извршена, ако може така да се изразам, вистинска инвазија на зимските скијачки центри во нашата република. Меѓутоа, туристите, оние што за прв пат или втор пат доаѓа во овие центри, често пати се судираа со еден проблем, кој веќе подолго време е присутен, како да ги изучат првите тајни на скијањето. За тој проблем да не биде присутен на Попова Шапка, се погрижи колективот на хотелот Југохром на Попова Шапка и една иницијатива што беше преземена пред 2-3 години се претвори во акција и сега секој оној што доаѓа овде може, доколку изрази желба, да се вклучи, да ги посетува часовите што ги одржуваат стручни инструктори. Вие, другар Коцевски, сте еден од тие инструктори и би ве запрашал каков е одзивот, дали оние туристи што доаѓаат овде секогаш се подготвени да ја прифатат она настава што вие ја спроведувате? Јас мислам дека одзивот е многу добар. Туристите кои се од разни краеви на Југославија тука прифаќаат, така да ги совладуваат овие вештини на скијање. За почеток, што им е најтешко? За почеток е најтешко, тие се ипак првите кораци, одење, осеќање на самите ски, така да тоа е малку потешко, али за ден-два тоа се совладува и нема проблем понатак. Дали, например, по една настава од 7-8 дена, овие посетители на овие часови ќе бидат во состојба да се спуштаат по овие стрбнини на Попова Шапка? Да, ќе бидат способни тоа и веќе може и да се уверите и самите. А дали доаѓа до некои повреди во текот на настава? Сега немало такви повреди. Да, доаѓа се дешават, за сега немало. Хабил Беџети е лекар и тој е задолжен овде на Попова Шапка за организацијата на лекарската служба. Знаеме, скијањето е спорт што носи колку убавини, толку и неизвестности. Другар Беџети, дали во текот на зимава дојде до некои потешки повреди овде? Благодарение на добрата скијачка опрема што го имамо ние сега, многу потешко доаѓа до некои потешки повреди, но ние сме тука на лице место таму кај што се случуваат повредите и му укажуваме прва помош. Зимава дали интервениравте почесто? Интервенирав нарочито за деновите на викендите, бидејќи тогаш има највише повреди на лица кои доаѓаат на еден ден на Попова Шапка и тие за целиот тој ден сакат што повише да го искористат времето и затоа поради умор, промереност и тогаш тие највише се повредуваат. Иначе сега немамо многу тешки повреди. Еден од најстарите објекти на Попова Шапка е одморалиштето на комбинатот Тетекс од Тетово. Овде, преку целата зима, вработените во овој колектив доаѓаат да се одморат, да се рекреираат, доаѓаат или сами или со своите семејства, со своите деца, кои под контролата на инструкторите кои се ангажирани како рекреатори во комбинатот Тетекс
ги подучуваат децата и настојуваат да ги подготват за да може да ги совладуваат и оние потешки падени во овој познат зимски центар. Другар Илиевски, вие сте наш стар познаник овде од Попова Шапка. Референт сте по рекреација во Тетекс. Имате свој објект овде. Како го користите овој објект? Во последните 3 години рекреацијата во нашиот комбинат е поставена на повисоко ниво. Организираме рекреација во сите озете за време на получасовните одмори, а исто така воведовме и рекреација во процесот на производството. Поред рекреација за работниците, ние во последно време се свртивме и малку да го фатиме и децата на работените. Така да во последните 3 години, па ова е трета година поред, организираме и школа за скијање. А какво е местото на скијачкиот спорт во вашата програма за рекреација во фабриката? А скијачкиот спорт во нашата програма за рекреација е на преден план, бидејќи да нашите работници ги приправаме за работнички спортски игри и на тој план покажуваме големо интерес, така да работниците во слободното време за време на викендите, во саботите и неделите доаѓаат тука да рекреираат, а повеќе доаѓа млади, додека постарите рекреираат во пешачење. Дали имате некоја бројка, например, колку вработени од Тетекс зимава престојувале овде? Има повеќе околу 150 работени со мажи, жени со нивните фамилии. Како ја спроведувате рекреацијата во другиот период од годината, кога нема снег? Во другиот период од годината, поред рекреација доле во комбинатот, ние за децата од работените организираме и преку летото школи за пливање на нашите езера во Охрид, Доријан и носиме деца се така и на море. И на крајот уште едно прашање, гледаме дека рекреацијата е добро организирана. Каков е интересот на вработените за оваа активност? Интересот на вработените за оваа активност е голема, а тоа се гледа не само каде нив, и од нивните деца. Ние на кога почнавме да упишуваме деца во школата по озете, ни се јавија голем број на деца и затоа организиравме школа тука во 2 смени. Во првата група, која беше престува 55 деца, а во оваа втора смена 33. Така да вкупно фативме околу 83 деца и тоа се претежно од работници. На крајот би сакал да речам да по нашиот пример да појда и другите поголеми организации од Републиката работни да организира вакви школи на скијање за децата, па и за возрастните. Вие сте вработен во Тетекс, представете се на нашите гледачи. Се викам Стојко Стивојче, работам во Тетекс као технолог. Дали често доаѓате овде на рекреација? Па слободното време, викендот, обично го поминувам горе. И вака некогаш кога ќе се најде слободно време неколку дена. Као сега, например, сум взел неколку дена одмор. Скијате или само доаѓате овде на шетање на чист воздух? Понекога скијам, али повеќе го користам воздухот. Што значи оваа рекреација во вашиот живот? Представува сигурно некое задоволство, освежување. Во секој случај, дека представува освежување, затоа и доаѓам горе. Едноставно, човек се осеќа посвеж, после со поголем елан за работа и така сличи. Значи во секој случај многу корисна оваа рекреација. Представете се и вие. Мирко Ѓорѓевски, работам во Тетекс, во одделот обжествена искрана, као финансиски службеник. Доаѓате вие често? Да, секој со колега си доаѓаме. Предежно со саботите и неделите ги користиме тука. Понекогаш е кога земаме исто као стизе и колегата, доаѓаме за време на зимскиот транспорт, односно ние го користиме неколку денови од годишниот одмор земаме, значи го минусираме ние летниот годишен одмор за да дајаме некој ден овде мало на мала рекреација. А летно време дали навраќате овде? Во летно време секако навраќаме, али претежно ние се одиме на одсев на Попова Шапка, одиме и на Јелак. Пошто ние како Тетекс имаме одморалиште
И осим тука од Тетекса на Попова шапка имаме исто така и одмаралище на Јелатки. Скијањето е спорт кој е мощно популарен и меѓу нашите армејци. Тоа беше повод во овој телеспорт да разговараме со старешината Данило Поповиќ, кој е одговорен за физичкото воспитување на војниците и старешините во Скопската армиска област. Другар Поповиќ, ако сакате да ни кажете во која мера е застапен овој спорт во наставната програма во нашата армија, во нашите единици? Планом и програмом obuke i vaspitanja Polinova određen broj jedinica imaju nastavu iz smučanja. Ta nastava se normalno odvija u zimskim mesecima kad ima snega i predviđeno je ukupno 30 radnih dana za obuku iz smučanja sa vojnicima. Normalno je da na toj obuci mi posvećujemo veliku pažnju, u prvom redu zato što je to obuka koja nam treba u slučaju nepredviđene agresije od strane neprijatelja, a mi znamo da je naša zemlja 70% brdsko-planinska, tako da na svakom terenu ti vojnici, a to su u većini slučaja izviđači i još neki rodovi vojske specijalni koji se obučavaju na smučanju. Што значи скијањето за нашиот современ војник? Pa malo pre sam rekao, skijanje u svakom slučaju brzo prenošenje raznih obavještenja, prenošenje pošte, odnosno učešće vojnika, jedinica u celini sa jednog dela terena na drugi, gde to normalno i motorna vozila, a i pešaci ne bi mogli da pređu, obzirom na terene koje imamo kod nas u Jugoslaviji. Znači, u svakom slučaju smučanje, odnosno skijanje za vojnike i za armiju u celini je od velikog značaja. Ние, драги гледачи, сме овде на Попова шапка, а тоа е повод да поразговараме малку и за престојното се армиско првенство, кое ќе се одржи токму овде. Па, другар Поповиќ, кажете ни како течат подготовките, дали со патеките се е во ред и дали екипата на Скопската армиска област подготвена ќе го дочека овој надпревар. Pa što se tiče predstojećeg prvenstva JNA koje se održava od 23. do 25. februara ove godine ovdje na Popovoj šapci, tereni, odnosno objekti, odnosno staze su spremne i mogu da dočekaju takmičare. Što se tiče ekipe Skopske armijske oblasti, ona se intenzivno priprema već 10-ak dana ovdje i te pripreme će nastaviti dalje do prvenstva JNA. Smatram da nemamo nikakvih problema oko priprema. Пелистер и неговите перспективи би била најкусата најава за прилогот што го подготви колегата Никола Талевски. Да погледнеме како изгледаш овој скијачки центар во деновите на зимскиот распуст. Пелистер како зимски спортски и рекреативен центар со сместувачкиот простор и оваа година е претесен за да одговори на сите барања на љубителите на скијачките спортови. Но ако може со жалење да се констатира дека во минатите години овде малку се вложувало за да се искористи убавината на оваа прекрасна планина и нејзините извонредни терени, со голем оптимизам се гледа во иднината, зашто овде крупни зафати на овој план во најскоро време треба да следат. Угостителскиот објект Бегова чешма со своите 35 легла уште пред почетокот на скијачката сезона беше распродаден. Воведувањето на парното затоплување создаде, би рекле, пристојни услови за прифаќање на гостите. Планинарскиот дом Копанки, кој има 70 легла, исто така е во целост ангажиран. Да додадеме и тоа дека во неколкуто објекти на организациите на Сдружен труд зимуваат 100 вработени, а во детското одморалиште во 3 смени ќе минат 600 деца. И тоа е се. Значи, на најголем број любители на скијачките спортови, желбите не можат да им бидат остварени.
Зголемениот интерес за престој на Пелистер не доаѓа само заради тоа што зимувањето влегува во мода. Минатата година овде е предаден во употреба ски лифт и нова жичарница. Пред почетокот на скијачката сезона асфалтиран е и патот до бегова чешма, на кого дежураат екипи за расчистување. Тоа значи дека моторизираните туристи сега можат да стигнат до самите скијачки објекти. Терените се погодни и за добрите скијачи и за почетниците. Во детското одморалиште работи и посебна школа за скијање. Со оглед на тоа што овие објекти се наоѓаат во амбиентот на Борова шума, даваат извонредни можности за пешачење, рекреирање и одмор. Битно прашање е што понатаму. Пелистер е влезен во урбанистичкиот комплекс на Охридско-Преспанскиот регион. Концепцијата за развој Токму годинава се прават првите чекори за развивање на новиот центар. Набавен е нов ски лифт, а уште два други ќе треба да бидат набавени и монтирани штом временските услови тоа ќе го дозволат. Тука би се граделе и новите ugostителски објекти. Ќе биде тоа комплекс кој ќе може да прими и до 10.000 лица. Изградбата, се разбира, ќе се изведува во етапи. Накусо речено, оние што сега имаат обезбедено место на Пелистер би можеле тоа да го сметаат како мала привилегија. Останатите би морале да бидат задоволени само со викенд посети. Инаку, потребата од забрзано инвестирање во нови објекти е согледана, а напорите за покрупни чекори во идниот развој заслужуваат целосна поддршка. И на крајот од овој телеспорт мора да констатираме и нешто што загрижува. Имено, станува збор за класичното скијање или поточно скијачкото трчање или пак ако сакате шетањето со скии низ природа. Гледавте само инсерти од алпското скијање, а наша желба беше да ви прикажеме и некое семејство или пак осамен скијач што со класични ски шета низ природа се рекреира. Но, за жал такви класичари, вистински рекреатори не сретнавме. А Македонија има традиција за овој спорт.